Северна Македонија од 18 јануари е дел од меѓународниот систем за рано предупредување на исчезнати деца, Amber Alert, кој во земјава ќе биде познат како Најдиме. Иницијативата на невладината организација Новинари за човекови права, која скоро 3 години работи на негова имплементација и јакнење на капацитетите на сите чинители кои се грижат за заштита и правата на децата. Македонскиот Amber Alert е правен по теркот на австрискиот. На нашиот сајт Најдиме.org.mk ќе се објавуваат профили на исчезнати лица, пред се исчезнати деца, кои потоа преку мрежата на соработници ќе се дистрибуираат во јавност, се со цел да се прошири што е можно побрзо информацијата и секој кој има информација да ја сподели со надлежните за што е можно побрзо враќање на исчезнатите дома. Најблиските на исчезнатото лице ќе можат да го пополнат профилот за него на веб страната najdime.org.mk. Откако ќе се утврди дека лицето ги исполнува сите услови да се води како исчезнато, неговиот профил ќе биде споделен со јавноста, на социјалните мрежи, но и на други партнерски мрежи. Информациите ќе се споделуваат преку дигиталните платформи на различни бизниси, како банките, кои што ќе објавуваат на банкоматите. Такси превозниците ќе добиваат информација преку каналите на интерно комуницирање, може тоа, например, да е преку SMS порака. Сдруженијето на хотелиери и ресторани ќе добиваат информација која што вработените ќе ја добијат на својот работен пулт, а со тоа ќе можат да препознаат доколку некое лице кое е пријавено за исчезнато се појави во некој од нивните објекти. Јавниот градски сообраќајен превоз ќе може да сподели информацијата на своите дигитални дисплеи во автобусите, на текстуалните слайдери дигитални кои што постојат на автобусите и на автобуските постојки. И со тоа информацијата ќе биде широко распространета. Системот дополнително ќе се развива со вклучување и на други субјекти во истиот. Во последната година, од 1.1.2023 заклучно со 13 декември годинава, вкупно пријавени за исчезнати се 59 лица, од нив деца се 14, поголем дел се веќе пронајдени или сами се вратиле, а потрагата трае по 22 лица, од кои 2 се деца. МВР постапува до пронаоѓање на исчезнатите лица, а причините за исчезнувањето најчесто се несогласување на родител-старател, деца од дисфункционално семејство и така натаму. Неговата потреба се актуализира уште повеќе по случајот со исчезнувањето на 14 годишната Вања Ѓорчевска, која исчезна и која беше пронајдена убиена. Инаку Amber Alert системот за првпат почнал да функционира во САД во 1996 година. Искуствата покажуваат дека, иако зависи од случај до случај, процентот на успешност со дистрибуирање, односно со широко алармирање на јавноста е навистина висок. Од статистиките, од 80 до 90% од алармите кои што се објавени имаат успешност и секако пресудни се оние 72 часа први од исчезнувањето на детето. Целта е, велат од Новинари за човекови права, системот да биде институционализиран и неговото управување да го преземе државата, односно МВР, како што бил случајот и во некои други европски држави, бидејќи, велат, тие знаат кога и како треба да се алармира јавноста за да се помогне во пронаоѓање на исчезнатите. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.